студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Гостивар од вчера има техничка вода која граѓаните можат да ја користат за хигиенски потреби, но не и за пиење и готвење. Надлежните уверуваат дека секојдневно се работи за градот наскоро да добие и вода за пиење. Во водата во Гостивар повеќе нема фекалии, но си уште е небезбедна за пиење. По 10 дена, ова е делумно леснување за гостиварци кои од денеска водата ќе може да ја користат како техничка за бањење, миење садови и во домакинството, но се уште не смеа да ја користат за готвење. Анализите на јавното претпријатие Водовод покажале дека во последните мерења нема штетни материи, но не смее да се користи како питка вода. Овие неколку денови постојано бевме на терен во општина Гостивар со тоа што екипите земаа примероци од 6 локации во градот Гостивар од краен потрошувач. Кај сите примероци 3 дена последователно е забележано отсуство на колиформни бактерии и поради тоа што е вршено хлорирање со поголема концентрација од вообичаената, кај примероците не е констатирано присуство на трихолометани во над дозволените граници. Од четвртокот почна да се чисти каптажата од каде и се загади водата во Гостивар. Се вршеше и хиперхлорирање во дозволените граници и испирање на водоводната мрежа. Очекувањата на надлежните се дека наскоро во Гостивар ќе има и питка вода, но дотогаш ќе продолжи да се носи секојдневно флаширана вода. Јавното претпријатие во Гостивар генерално се соочува со проблем во процесот на вршење на дезинфекција, со што со консултација со колегите од секторот за експлоатација и одржување ќе се обидеме во следните неколку денови да се реши и тој дополнителен проблем. По повеќекратни испитувања имаме добиено потврда од страна на експертите од анализите кои што се правени дека истата може да се користи како техничка вода, но пак ќе повторам, не може се уште да се користи како вода за пиење или пак за приготвување на храна. Ќе продолжиме во делот на обезбедување на флаширана вода за пиење и понатаму како што го правевме овие неколку дена претходно. Во координација сме со општината во делот на сето она кое што треба да се превземи понатаму. Со цел целосна контрола над состојбата деновиве се проширува мрежата на мирни точки, каде што примеруците ќе минуваат низ детални лабораториски проверки. Официјално зелено светло за користење на водата за пиење ќе биде дадено дури откако последователните анализи ќе покажат стабилна дезинфекција и континуирано исправни параметри. Забраната за секакво користење на водата во Гостивар е од 17 јули. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Бројот на нови прегледи во градот Гостивар е намален, но во градот се уште има лица со симптоми на труење. Лекарите се сомневаат дека не сите граѓани ја почитуваат забраната за употреба на вода. Почитувањето на мерките ќе го ограничи бројот на заболени. Секое она непочитување само може да ја продолжи епидемијата и секако доколку не се одржува најбитно личната хигиена, да го продолжи секундарниот начин, односно да ја продолжи таа контактна опашка, а и во блиска иднина, да речеме за некој месец дена по период на инкубација, може да се појави друга епидемија која што би била епидемија предизвикана од заразна жолтица или хепатитис А. Треба да се направи дистинкција помеѓу лицата кои што биле зафатени од вода, но сега може да се јават и други труења со храна и други цревни заразни заболувања и вирози. Затоа е многу битно да се пријавуваат лицата и епидемиолошки да се истражат, односно да се направи соодветна епидемиолошка анкета, за да не пропуштиме па некое друго во моментов труење кој што би можело да се јави во гости. Поскапија горивата, од 1 август за 6% поскапи ќе бидат и сметките за грејење. Владата ќе ја следи состојбата со цените до петок и најавува дека ако има потреба, нови мерки ќе се носат на вонредна седница. Повторно поскапуваат горивата, бензините за 3, дизелот за 4,5 денари. Од полноќ, бензинот Евросупер БС 95 ќе се точи за 93 денари, 98 октанскиот за 95, а дизелот за 98,5 денари по литар. Доколку продолжи трендот на поскапување на светските пазари, владата кон крајот на неделава би можела повторно да интервенира со мерки за ублажување на ценовниот удар. Или дополнително ќе се кратат акцизите, или ќе се намалува ДДВ-то. Ова го најави председателот на регулаторната комисија Ацо Ристов, посочувајќи дека берзанските цени на нафтените деривати достигнале над $1,200 за тон.
Кажа дека следните цени ќе бидат познати во вторник, поради тоа што понеделник е неработен ден. Јас се надевам дека ќе бидат поповолни, бидејќи ова веќе стана проблемот кој го пратите ќе видите дека не се работи веќе за производство на нафта. Нафта има многу во пазарот, меѓутоа нема производство на нафта, односно нафтени деривати. А ние уредуваме нафтени деривати, не сурова нафта. Нафтени деривати значи дека рафинериите не можат да работат, многу од рафинериите се уништени со војните, како у Русија, така на Блискиот Исток, и сега неа пазарот има недостаток на деривати, не на сурова нафта. Додека ова помине, веројатно ќе имаме релативно високи цени кои што не зависат од суровата нафта. Во меѓувреме, регулаторната комисија ги донесе и новите цени за топлинска енергија, кои ќе важат од 1 август. За најголемиот дел од потрошувачите што се снабдуваат преку СМ снабдување, сметките ќе бидат повисоки за околу 6%. Морам да кажам дека оваа цена која што ја користат, односно која што ја добиват потрошувачите на топлинска енергија во град Скопје, е една од најниските во регионот и тоа истражување го направивме. Имено ние сме пониски во однос на Белград за 41%, во однос на Љубљана за 34%, Сараево 19,2% и така натаму. Мартин Арсов, Сител телевизија. Собранието вчера ја почна и ја заврши дебатата за ребалансот на буџетот. Според власта, прекројувањето ќе донесе поголем развој на државата, додека опозицијата критикуваше дека ребалансот е доказ дека државната каса е празна. Дополнетиот предлог за измени и дополнување на буџетот за 2026 година е навремено и одговорно усогласување на буџетските проекции со новите економски околности, како и за обезбедување средства за исполнување на законските обврски, кои во меѓувреме се случија, како и реализација на развојните приоритети согласно степенот на нивната реализација. Со овие измени обезбедуваме средства за исплата на зголемени плати во секторите каде што е предвиден раст, дополнителна поддршка за земјоделство, повеќе средства за социјална заштита и за општините. Она што особено го издвојува овој ребаланс е обезбедувањето дополнителни средства за забрзување на инвестицискиот циклус и реализација на инфраструктурните проекти. Овој ребаланс не представува развој, напротив, овдека станува збор пред се за едно погрешно планирање. И тоа беше моето денешно клучно прашање. Каде се потврли со планирањето, дали на приходната, на расходната страна, на дефицитот или на сите три заедно, бидејќи познато е во јавноста и тоа е доста го потенциравме, дека имаме 7 милиарди денари дефицит. Меѓутоа ја немаме основната потреба да знаеме зашто всушност ќе се потрошат тие 7 милиарди денари. Под превезот на можноста за инвестиции, за развој, за напредок, за вбризгување на повеќе средства во единиците на локалната самоуправа за нови проекти, меѓутоа нас секако ни треба и поголема отчетност да ги видиме тие проекти, каде ќе бидат, за кои цели. Одјавата нови вести и информацијата од спортот, фудбалерите на македонскиот првак Вардар вечер во 19 часот кои играат реванш дуелот од второто коло од квалификациите од УЕФА конференциската лига.